Прво имавме банкарски колапс во 2023 година, кој што резултираше со колапс на 3 големи банки, меѓу кои една екстремно битна за криптосекторот. Прво пропадна Silicon Valley Bank, потоа пропадна Silvergate и уште една имаше на S, не сум сигурен точно како се викаше, од кој Silvergate Bank имаше посебен тип на механизам исклучиво оваа банка во Америка за 24/7 сетълмент за крипто секторот. Со ова едноставно многу голем удар зададува на сите менувачници кои што после пропаѓањето на оваа банка ефективно не можеа да функционираат како што претходно функционираа и во тек на викенди 24 секој ден, значи едноставно ова беше многу голем удар. Потоа продолживме нормално, ова го донесе Гери Гангстер, кој што тврдеше дека банките пропаднале ради крипто, обратно, крипто беше оштетено од банките, не во првиот случај што го кажуваше Гери Гангстер, кој што потоа нормално поднесе тужби против сите големи проекти во крипто секторот. Значи тоа траеше до крајот на 2024 година, кога беше принуден да си даде оставка и да оди у Макдоналдс да пржи кропирчиња. Две регионални војни кои што се уште траат. Уште на почетокот на bear маркетот, на крипто секторот 2022 година, ние имавме официјално почеток на војната во Украина, која што до ден денес трае. Официјално, до денес, војната во Украина е подолга од Втората светска војна. Значи, тоа ви кажува за колку голем конфликт станува збор. И колку и ние да мислиме дека тоа е ограничено таму во Украина, на некои си небитни територии, обратно. Ова е глобален конфликт. Ова е конфликт кој што многу работи промени. Како од пазарот на енергенси, така од пазарот на суровини. Не заборавајте, значи, колку само ја измени логистиката овој конфликт и се уште трае. Да не забораваме вториот конфликт кој што исто така неколку пати предизвика шокови на цените на нафтата, а потоа нормално и вредноста на доларот, соодветно на вредноста на нафтата порасна. Двата овие конфликти директно делуваа да дојдеме во ситуација доларот да биде на највисока вредност во последните 20 години. Напоредно со тоа, од 2022 до 2024 година, ние се уште и сега денес се бориме со висока инфлација во Мурика. Не, ние се бори Федералната резерва, но тоа е причина за истата да ја држи нивната рестриктивна политика на високи каматни стапки на екстремно високо ниво. Повторно, каматни стапки кои што не сме ги виделе во последните 20 години. Апсолутно никој не можеше тоа да го очекува. Како и да е, не е ова оправдување, само сакам да ја кажам дека моментално ваква е ситуацијата на пазарот поради сите овие работи кои што исполнавме до сега, а тоа не е се,